Македонката Емилија Стоименова Дух ќе биде министерка за дигитализација во новата словенечка влада. Таа е професорка на електротехничкиот факултет во Љубљана и е основач и директор на мрежата FabLab Словенија и директор на Digital Innovation Hub. Активна е во иницијативата за паметни села која се имплементира под чадорот на Европската комисија и Европскиот парламент. Ја представува Словенија во мултирегионалниот проект на американскиот State Department, кој избра 50 жени од целиот свет кои се на битни позиции во науката, технологијата и математиката. Марсика bomo naredili drugače od politiko, ki jo izvaja trenutna vlada. Torej, to, da se ne spoštujejo ljudi, da imamo prvorazredne, drugorazredne glede na potem popolna neodvisnost medijev, tudi znanosti. Sama imam zelo grdo izkušnjo s tem področjem, tako da si bomo prizadevali za neodvisno znanost. Spoštovanje prava, pravne države, potem pravico do bivanja vseh prebivalk in prebivalcev v Sloveniji, pravico do sredstev za dostojnega življenja. Стоименова Дух по завршувањето на втората година во Природно-математичката гимназија во Виница се преселила во Марибор, Словенија. Од Агенцијата за развој на кадри во Словенија добива стипендија за програмата меѓународна матура во втората гимназија во Марибор, каде го завршува средното образование. Потем студиите по електроинженерство ги продолжува на Универзитетот во Марибор и ги завршува како најдобар студент. Коалицијските партии на новата словенечка влада, што ќе ја предводи Роберт Голоб, завчера ја договорија распределбата на министерските места во кабинетот, како и текстот на коалицијскиот договор што ќе биде парафиран, штом ќе биде и формално усвоен од раководните партиски тела. Роберт Голоб доби 41 од 90 пратенички места, наспроти 27 за Јанес Јанша, и очекува поддршка од други левичарски, зелени и центристички партии.